Го гледате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Славица Арсова. Добро вечер и добре дојдовте. На почеток на Дневникот гледаме кои настани го одбележаа денот. Закажано прво ручиште за трагедијата во Пулс. На 19 ноември обвинетите ќе седнат во судницата во Идризово. Морална осуда за неврологот Кузмановски од лекарската комора, но неизвестност дали повторно ќе добие лиценца за работа. Подготвено за македонско-бугарски разговори по локалните избори. Што кажа и што слушнаа македонските власти на средбата со фон дер Лајен. Гласачките ливчиња тргнаа кон избирачките места. Кандидатите во последни обиди да освојат Глас Плюс. Камен темелник на нова хала и почеток на изградба на нова индустријска зона во Штип, најави компанијата Јофатекс. Оценки за кампањата, очекувања од изборниот ден, кои беа главните теми за кои се препукуваа партиите во ова предизборие. Во тема на денот ќе разговарам со лидерот на СДСМ Венко Филипче. Останете со нас, почнуваме со Дневникот. На 19 ноември во судницата во затворот Идризово ќе почне судењето за трагедијата во дискотеката Пулс во Кочани. Роднините на загинатите, кои со месеци наназад одржуваат маршеви и протести, најавија дека ќе ги стават во мирување секојдневните едночасовни блокади на сообраќајниците во градот, но и натаму ќе продолжат со маршот за ангелите што се одржува секоја сабота. Детали за очекуваниот судски процес од Зоран Јаневски. Кривичниот суд го закажа судењето за пожарот во Кочанската дискотека. На 19-тидниот месец во судницата во Идризово ќе се одржи првото рочиште за 37 мината кои се обвинети за тешки дела против општата безбедност. Постапката ќе води судијката Дијана Груевска-Илиевска. Втор судија во предметот ќе биде Ахмет Идризи. Најавата за почеток на судењето доаѓа на точно 7 месеци од трагедијата. Повеќе од половина од времето беше потрошено да се пронајде суд кој ќе го оцени обвинението и ќе води целокупната судска постапка. Предметот го доби Кривичниот суд во Скопје, откако предходно Кочанскиот и судовите од Штипска апелација одбија да го водат бидејќи немале просторни услови, а дел од судиите биле во некаква поврзаност со оштетените или обвинетите. Со изземања се соочуваше и Кривичниот суд. Четворица судии се дистанцирале од случајот, бидејќи биле во роднински врски со адвокати или загинати. За пожарот во Пулс обвинети се поранешните министри за економија Крешник Бектеши и Валјон Сарачини, градоначалниците на Кочани Папазов, Илиев и Димитровски, четворица директори на Дирекцијата за заштита и спасување, сопствениците на дискотеката Обезбедувањето. Ќе им се суди за тешки дела против општата безбедност, бидејќи како што тврди обвинителството, сите дале свој придонес за пожарот во кој загинаа 63 лица, а над 200 беа повредени. Во објектот не бил испочитуван ниту еден пропис во однос на квалитетот на вградените материјали, инсталации за заштита од пожари и противпожарни апарати. Поради целосното непочитување на безбедносните правила, преполнетоста на објектот со посетители, настанало масовно туркање и паѓање на посетителите во ходникот, со што напуштањето на објектот било целосно попречено и биле предизвикани тешките последици. Обвинителството најавува дека за судењето ќе повика близу 300 сведоци, ќе презентира 1400 материјални докази и голем број видеоснимки. Родителите на трагично загинатите во пожарот преку соопштение побараа фер, транспарентен и непристрасен процес. До стартот на судењето ќе ги прекинат секојдневните блокади во Кочани. Ние, родителите и семејствата на починатите деца, со големо внимание ќе го следиме судскиот процес со единствена цел – да се открие вистината и да се обезбеди правдата за младите животи што беа изгубени во трагедијата, што за секогаш го промени нашето општество. Од судот соопштуваат дека по стартот на судењето на 19 ноември закажани се уште 5 рочишта за до средината на декември. За пожарот се води истрага и против 29 полициски службеници, а тој случај е во рацете на обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Морална осуда од лекарската комора за неврологот Игор Кузмановски. Се уште не знаат кои се етички норми се прекршени со однесувањето од видеоснимката, но сметаат дека несоодветните однесувања го компрометираат и поединецот, но и целата лекарска фела. Вчера Државниот здравствен инспекторат го казни со 500 евра затоа што со месеци прегледувал пациенти без важечка лиценца. По моментов тој е на боледување. Лекарската комора морално го осуди неврологот Игор Кузмановски.
Бидејќи на објавената снимка, неговото однесување не е во согласно со високите стандарди кои се очекуваат од докторската фела. Ова е правичната реакција на Комисијата за етички и правни прашања, откаде вела дека ги чекаат извештаите од останатите стручни комисии кои работат на случајот. Дополнително ќе кажат дали и кои етички норми ги прекрашил докторот, кој на видеото се гледа дека меша бела прашкаста материја, коментира за квалитет на дрога, но и ја призна грешката, велејќи дека била во момент на слабост. Доктор Кузмановски, како и секој лекар, треба да биде свесен за својата улога и значење во заедницата. Од лекарите се очекува како во професионалниот, така и во приватниот живот да негуваат и покажуваат лични квалитети кои соодветствуваат на местото и достоинството на лекарската професија во општеството. Секој несоодветен, лекомислен, нечесен или понижувачки акт, покрај тоа што го компромитира самиот поединец, истовремено ги компромитира и сите негови колеги, пишува во соопштението од Лекарската комора. И додека на случајот работат неколку формирани комисии кои го проверуваат работењето на Кузмановски. Од клиниката за неврологија ни потврдија дека докторот од понеделникот е на боледување. Тој и понатаму е без активна лиценца, а неговото барање за повторно стекнување со дозволата за работа дополнително ќе биде разгледано, велат од комората. Вчера државниот санитарен и здравствен инспекторат парично го казни со 500 евра, бидејќи работел 6 месеци со пациенти без важечка лиценца. Викендот по објавување на снимката на социјалните мрежи, Кузмановски беше разрешен од директорската функција. Сања Димитровска, Сител телевизија. Подготвено за македонско-бугарски разговори по локалните избори, што кажа и што слушнаа македонските власти на средбата со фон дер Лајен. Гласачките ливчиња тргнаа кон избирачките места, кандидатите во последни обиди да усвојат глас плюс. Председателката Гордана Силјановска-Давкова на вчерашната средба со председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен побарала помош од Европската унија за пронаоѓање на креативно решение со кое би се деблокирал патот на Македонија кон членство. Изразила подготвеност македонско-бугарските разговори да продолжат веднаш по локалните избори. Ги прашавме експертите што значат испратените, но и добиените пораки од Брисел. Даниел Василев. Скопје е подготвено по завршување на локалните избори за македонско-бугарски разговори. Председателката Гордана Силјановска-Давкова на вчерашната средба со председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен предупредила на опасноста од реплицирање на преседанот со билатеризација на македонскиот процес на интеграција надвор од копенхагенските критериуми. Како што соопшти кабинетот на Силјановска-Давкова, таа ги споредила Балтикот и Балканот, посочувајќи очигледна разлика, дека на Балтикот земјите членки на ЕУ застанале зад своите соседи, а на Балканот членки го користат привилегираниот статус за да условуваат и блокираат. Силјановска-Давкова очекува помош од Унијата во пронаоѓањето на излезно креативно решение за деблокада на македонските интеграции, бидејќи како што нагласи, прифаќањето на земјите од Западен Балкан во ЕУ не е само прашање на проширување, туку ја засега безбедноста и стабилноста на Европа. Иницијативата за реформирање на процесот на одлучување во ЕУ, што би ги опфатило и прашањата поврзани со проширувањето на Унијата, односно воведувањето на гласање со квалификувано мнозинство, за Силјановска-Давкова би било храбра одлука, што ќе доведе до евроинтеграцијски исчекор, велат од председателскиот кабинет. Пораката од фон дер Лајен беше јасна. Морате да ги спроведете уставните измени. Искуството кое Македонија го има во односите со Брисел не ни дава за право да бидеме многу големи оптимисти, смета поранешниот амбасадор Васко Наумовски. Во изјава за Сител вели, секоја иницијатива од ЕУ за некакво решение на спорот со Бугарија е добре дојдена, но сето тоа најмногу ќе зависи од комуникацијата меѓу Скопје и Софија. Обидите и иницијативите што пристигнуваат од Европската Унија за некакво посредување не се ништо ново, истовремено не се нови и иницијативите што нашите представници ги даваат за продлабочување на диалогот со Софија. Јас не бил голем оптимист, знаејќи дека политичката состојба во соседна Бугарија се движи веројатно кон одржување на нови предвремени парламентарни избори таму, што значително ќе го ограничи периодот во кој што ние би можеле да направиме некаков напредок, но
крајот на изборите е блиску, да видиме дали Европската Унија, некој од нејзините институции или државите членки ќе истапи со некој нов предлог кој што би можел да биде корисен во сета оваа процедура. Вчера изостана пресконференција на фон дер Лајен, иако претходно во Белград заедно со председателот Вучич застана пред српските медиуми. Тоа според Наумовски најверојатно се должи на предстојните избори во Македонија, но и моменталната политика на Унијата. Секогаш кога се приближуваат избори се избегнува давање на пораки кои што може да бидат толкувани различно од различните политички сили. Истовремено сметам дека можеби представниците на европските институции не секогаш се подготвени да одговорат на оние незгодни прашања, имено на пример зошто толку се ангажирани и се подготвени дури и да пристапат кон промена на начинот на одлучување за држави како што се Украина или Молдова на пример, а за државите од Западниот Балкан не постојат никакви иницијативи. Фон дер Лајен вчера беше во неколку часовна посета на Скопје. Се сретна и со председателката на државата, но и со собранискиот спикер Африм Гаши и премиерот Христијан Мицкоски. Пред посетата на Белград, Приштина и Скопје најави изградба на АИ фабрика во Македонија со европски пари. Даниел Василев, Сител телевизија. Гласачките ливчиња тргнаа на пат од печатница кон избирачките места. Полицијата го обезбедува нивниот транспорт поради тоа што станува збор за доверлив материјал. Најдолго гласачко ливче на овие избори ќе добијат битолчани, дури половина метар. Во меѓувреме кандидатите ги користат последните 2 дена за да се презентираат. Кандидатот на ВМРО ДПМН за Скопје очекува убедлива победа во првиот изборен круг. Најави дека на првиот ден од мандатот ќе го реши долгогодишниот проблем со јавниот превоз. Кандидатката на СДСМ најавува нов генерален урбанистички план за Скопје, град на луѓето, а не на бетонот. Урце Георгиевски очекува апсолутна победа уште во првиот круг од изборите за градоначалник на Скопје. Кандидатот на ВМРО ДПМН ја бара поддршката од сите партии и етнички заедници, бидејќи неговата победа, како што нагласува, е сигурна. Затоа тој ги повикува граѓаните да не чекаат втор круг, туку веднаш да му возможат да почне да работи на решавање на проблемите во главниот град. Покрај ѓубрето што Витека ќе го исчисти за 72 часа откако ќе стане градоначалник, првиот ден од неговиот мандат вели ќе го реши и долгогодишниот проблем со јавниот превоз. 60 автобуси од приватните превозници ќе почнат да функционираат. Некој не ќе да им подпише лиценци изминатиот период. Не знам од кои причини, тоа ќе треба други институции да го утврдуваат. 60. Има 80 најмалку автобуси кои што се несервисирани и несостојани во функција. Половина од нив можеме веднаш да ги ставиме во функција. Апсолутно сум убеден во тоа. И во март месец очекувам 80 нови еко автобуси од страна на владата. Кандидатката на СДСМ пак Каја Шукова најавува нов генерален урбанистички план за Скопје, град на луѓето, а не на бетонот. Приоритет ќе бидат пешаците и велосипедистите, а не автомобилите, па затоа најавува пишачки зони и нови велосипедски патеки. Шукова ветува и проширување на Скопје северно од Вардар со нови стамбени населби. Неконтролираната градежна експанзија јужно од Вардар ја надмина инфраструктурата и го задуши градот, што негативно влијае на квалитетот на живење. За да ја промениме оваа состојба, ќе се фокусираме на развој на нови стамбени населби северно од реката Вардар. Некои од нив ќе се реализираат во постоечки, но субстандардни урбани четврти. Истовремено, градот интензивно ќе работи на изградба на нова инфраструктура на северната страна, со што дополнително ќе привлечеме градежни инвестиции. Кандидатот за Скопје од Левица Амар Мециновиќ вечерва ќе има средби со граѓани во општините Ѓурче, Петров и Казибаба, а Горан Марковски, независен кандидат, ќе одржи настан во градската библиотека Браќа Миладиновци на час со Марковски, диши јавно здравје во хаотичен град. Утре е последниот ден од кампањата на партиите и кандидатите пред изборниот ден на 19 октомври. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Активност има и останатите кандидати, ги слушаме нивните пораки. Карпош е убава општини, за тоа се заслужни плејада на карпошани на кои сме им благодарни низ историјата. Но тоа не е случај со последната општинска власт, која во својот мандат не стори ништо за општината, туку само лична корист. Во изминатите неколку недели се видов со многу од вас граѓаните, посетив здруженија, експерти од сите области. Тие добиваат надоместок од 15.000 денари месечно, со што им помагаме во нивниот процес и развој. И во вториот мандат предвидуваме проекти со кои им го подобруваме квалитетот на живот. Продолжуваме со обуки, едукација и волонтерски ангажман за младите.
со поддршка за вработување. Градиме две нови големи модерни градинки и тоа на две локации. На локацијата каде што е школото Васил Главинов и градинката Снежана. Тоа е локација од околу 40.000 метри квадратни. Таму покрај подземниот двоспратен паркинг за 1000 паркинг места. Градиме нов објект. Не може некој да му посакува добро на детово ако ја носи општината на извршител заради лични интереси. Таков човек денес бара да ја управува истата општина што ја тужеше, ја даваше на извршуваше и ја ограби со камати. Додека градоначалникот Касами го отплаќаше јавниот долг, Байрам Реджепи ја товареше општината со камати за плати. Во тема на денот, како што најавив, разговарам со лидерот на СДСМ Венко Филипче. Добро вечер, ви благодарам што сте во Дневникот. Добро вечер, благодарам по темата. Кампањата е пред крај. Која е вашата оценка за целиот овој предизборен период? Успеавте ли да ги убедите и вашите поддржувачи, но и некои од независните, дека вие имате план и програма што да правите со општините во Македонија? Мислам дека имавме фер кампања, честна кампања, добравме до огромен број на луѓе. Имаме одлични кандидати за градоначалници. Луѓе кои што во минатиот период се докажаа, зборувам за актуелните градоначалници, кои што се повторно кандидати, понатаму луѓе со одлични менаџерски способности, со конкретни резултати за себе во тоа што го работеле претходно, кои што се нови кандидати за градоначалници. Сметам дека начинот на кој што се водеше кампањата, сите тие наши кандидати, контакти со огромен број на луѓе, беа отворени, достапни, имаат одлични програми, програмите кои што беа презентирани, беа направени врз основа на реалните вистински потреби на граѓаните во нивните општини. Јас верувам дека тоа граѓаните ќе го препознаат. Секогаш го потенцирам истото, тие луѓе ќе останат такви како што сега се презентираат. Ќе останат достапни, ќе останат отворени. Има простор за инклузивност, да им се сугерира во однос на нивната работа, во однос на модификација на проекти од страна на граѓаните врз основа на нивните барања. И верувам дека граѓаните тоа ќе го препознаат и сметам дека вакви луѓе, вакви кандидати кои што претходно ги избравме врз основа на еден навистина широк консултативен процес, вклучувајќи огромен број на граѓани, членови, симпатизери од нивните општини, граѓаните ќе ги препознаат, ќе ми ја дадат довербата. Јас навистина сметам дека огромен број на наши кандидати се навистина фаворити. Во однос на советничките листи, сметам дека има една дисперзија на гласовите. Мислам дека огромниот број на независни листи го предизвикува тоа. Тука има кандидати за советници, сите имаат своји роднини, пријатели, познаници во општините во кои што живеат. Жалам што не се донесе законот да тој процес на кандидирање се регулира, меѓутоа тоа е што е. Например, во Битол има 15-16 листи за советници. Тоа секако дека на политичките партии ќе им одземе еден дел од гласовите. Тоа ќе биде најдолгото избирачко ливче на предстојните избори. Добро е што граѓаните ќе бидат представени. Да. Може секој да си гласа согласно сопственото убедување. Ќе биде шарено, мислам дека тоа ќе предизвика една голема шареноликост во советите, меѓутоа на крајот на краиштата тоа е и добро. Во делот на кампањата, мој впечаток е, не знам дали го делите, дека помалку вие и Мицковски ја украдовте кампањата со меѓусебните константни препукувања од партиските митинзи и говорниците. Тој ве обвини дека во целото предизборие вие практично водите црна кампања и лично го таргетирате, па дури има и закани по неговиот физички интегритет. Како одговарате на тоа? Не, какви закани по физички интегритет, тоа е целосен Вашето поврзување со тие пишувања го негирате? Не, на страна. Ги разбирам обвинувањата, сметам дека станува збор за еден дел од кампањата во кој што дури мислам дека имаме и обврска пред граѓаните да ги соочиме со тоа што ВМРО-ДПМН правеше во пресред на минатогодишните избори, а што од сето тоа што тогаш се зборуваше имаат исполнето. Понатаму, што се ветуваше од страна на актуелните градоначалници на ВМРО-ДПМН пред 4 години и што тоа е исполнето. Тоа е наша обврска. И како што сами гледате во сите тие промотивни спотови, ние ништо не зборуваме, тие зборуваат. Тоа се нивни ветувања во кои што близу 100% не се исполнети. Извинете, но тоа е наша обврска да ги информираме за тоа граѓаните. Тоа воопшто не е црна кампања. Меѓутоа разбирливо е
дека кога владата нема со што да се пофали, нема ниту еден сериозен проект. Нема ниту една категорија на граѓани кои што се задоволни и кои што видеа бенефит од ова работење на владата изминативе година и пол, ниту пензионерите, ниту работниците, ниту докторите, ниту наставниците, ниту земјоделците, се што им останува е да се занимаваат со опозицијата. И јас го разбирам. Тој напад кој што го имаме, меѓутоа апсолутно сметам дека водевме фер кампања, честна кампања, немавме скриени намери и апсолутно ако нешто не беше оваа кампања, тоа е дека не беше црна кампања. Во ова предизборија првпат ми се чини успеавте да ги вовлечате, зборувам заеднички како политички партии, двајца поранешни председатели на СДСМ во предизборието. Поранешниот премиер и лидер на СДСМ Зоран Заев, кога Мицковски обвини, па тој одговори за куфирчиња со пари од Бугарија, а од вчера и поранешниот председател на партијата Бранко Црвенковски, кога протече фотографија од него со функционери на знаме и ВМРО-ДПМН во Охрид. Вие дадовте една изјава вчера во која рековте или си СДСМ или не си, цитирајќи го токму Црвенковски, но од ова студио вчера вечер лидерот на ЗНАМ Максим Димитриевски ве повика вие да објасните дали сте СДСМ или не сте, ако сте биле советник на поранешен министер за здравство во владата на Груевски, дали сте биле и во контра пленумот во тоа време, па кој е, а кој не е СДСМ? Се види изминатиот период кој ги носи и кој верува во социјалдемократските вредности. Се што сум работел порано било и тоа што го гледав, тоа што го зборуваше Максим, значи тоа е моја активност во рамки на мојата струка. И тука апсолутно нема никаква политичка активност. И сум горд што сум го правил тоа затоа што таа активност помогнала на илјадници пациенти. Но вербата во социјалдемократските вредности видовме кој ја напушти, видовме кој никогаш всушност вистински не верувал во тие вредности, дека за сето тоа се криеле некои лични, тесно групни интереси и тоа што го кажав вчера, таа порака со која што го цитирав поранешниот председател, мислам дека добро одекна и допре до сите до кои што требаше да допре. Конечно, сите да знаат кој на која страна е. Неколку теми доминираа во изминатиот период. Една од нив веќе ја споменав, обвинувањата во врска со куферчињата со пари, а поврзано со резолуцијата која вие ја предложивте, но ја поднесовте или ја презентиравте пред јавноста само на неколку дена пред старт на кампањата, па таа неминовно предизвика реакции токму во ова предизборија. Дали по радикализацијата на ставовите и обвинувањата од премиерот и лидер на ВМРО-ДПМН дека ова е практично подарок за Софија и за бугарските власти, се уште имате некаква надеж дека овој документ може да биде предмет на конструктивен диалог, некаков компромис и негово усвојување во собранието? Јас жалам што премиерот не покажа политичка зрелост, ниту пак покажа државничко однесување во однос на декларацијата. Обвинувањата дека е тоа некаков поклон за Бугарија се апсолутно неиздржани и целосно неточни. Тоа е поклон за Македонија. Тоа е поклон за нашиот народ. Тоа е нешто што нас може, доколку заеднички го донесеме, не само СДСМ и ВМРО-ДПМН, сите политички партии во парламентот. Тоа е нешто што ќе не направи посилни и пообединети. Тоа е најмакедонскиот документ кој што некогаш бил презентиран на политичката сцена. Зошто? Затоа што за прв пат нуди концепт на национално обединување. Нешто што многу држави имаат, многу по држави со многу подолга традиција, видите ги западноевропските земји. Еве само Бугарија, колку декларации заеднички, што и гласаше целото собрание, имаат во изминатиот период. Зошто ние да не покажеме политичка зрелост, свесност, дека е тоа важна работа, да седнеме, да ги утврдиме тие црвени линии и да продолжиме напред. Тука има два битни аспекти. Но таму има и конкретни рокови, не се само црвени линии. Меѓутоа, тоа е нешто што сите го знаат, а вчера председателката на Европската комисија фон дер Лајен тоа го потврди. Се знае патот напред кој е. Значи, ако нема временски рокови, се што ние правиме е губиме драгоцено време. Но да се вратам на содржината. Тоа е нешто што и во програмата на ВМРО-ДПМН го има. Таму стои дека не се преговара ниту за јазик, ниту за историја, ниту за идентитет, ниту за култура. Тоа е тоа што ние го кажуваме и сме го кажувале многу пати до сега. И ако го има насекаде, зошто на крајот на криштата не покажеме зрелост и да седнеме заедно и да ја бутнеме државата
напред. Гледаме како регионот оди напред, ние знаеме точно кој чекор требаме да го направиме, намерно не се прави тоа, сметам дека владата само бара некаков изговор, а дека вистинска желба за продолжување на европскиот пат за жал нема. Згаснува вербата дека може да се усвои ваков документ? Ние немаме друг пат напред, искрено се надевам дека ќе проработи и чувството за државничко однесување и вистинската форма на патриотизам, затоа што патот е тој еден. А втората тема која чином се наметна како клучна и централна во вашите меѓусебни пораки беше поврзана со правосудството. Додека Мицкоски во целата кампања најавува дека ќе се случи, дека е неопходен ресет на целиот систем поради ниската доверба, вие неколку пати повторивте дека обвинителите и судиите се професионалци. Како, господине Филипче, цените дека на тој систем не му е потребна сериозна промена и ресетирање, како што вели Мицкоски, ако станува збор за луѓе кои имаат 2% доверба? Инструментите за ресет на било кој систем се во раците на владата и на премиерот. Вие кажете ми што направи премиерот за да го направи така наречениот ресет и што за него подразбира ресет во системот. Како и во секоја сфера, има честни професионалци во судството, има и корумпирани луѓе. Што е целта? Целта е да се направат реформи кои што не само што се напишани на хартија, тие се мислам и нацртани. Наједноставно е да се спроведат во реформите во судскиот систем затоа што точно се знае што треба да се направи. Тој план е реформската агенда. Точно се знае кои закони треба да се донесат, точно се знае кои се временските рокови тие закони да се донесат, точно се знае како финансиски бенефит ќе има државата во милиони евра носејќи ги тие закони. Таму има 7 закони кои што требаше да се донесат до месец јуни, ниту еден закон не е ли поднесен во собранието, дополнителни 5 требаше до крајот на годината. Ниту тие не се, ниту поднесени во собранието. И јас бев на состанок кај премиерот. Понудив заедничка работа. Вие кажете ми што има лошо во нашето барање? Да се спроведе реформската агенда, која што е единствениот начин да почне да се враќа довербата во судството. Па тоа и самите. Добро, владата вели дека спроведува и дека е во процедура сето тоа. Не негирајќи реформската агенда, зборуваме за сериозноста на проблемот. Дали можеме да кажеме дека навистина треба ресет да се направи или дека се потребни некакви други мерки и чекори кои што нема да бидат можеби толку радикални и длабоки. Владата смета дека како и за сите други работи, само нешто кажува дека треба да биде и ништо не се случува, тогаш ништо нема да биде. Како што ништо не бидна, ниту овие скоро пола мандат кој што ќе помине, за неколку месеци од оваа влада. Што видовме, која реформа е направена? Каков бенефит видоа граѓаните од било што од оваа влада? Една работа, кажете ми. Добре, тие велат, ние во кампањава не кажуваме постојано од каде сме тргнале, така велат, цитирам, не кажуваме од каде сме тргнале затоа што била толку лоша ситуацијата во државата која што е наследена и се фокусираат само на презентација на она што ќе биде направено. Така што да речам дека и во изминатиот период не се зборуваше толку за тоа каде СДСМ ја оставил државата минатата година, а каде сме сега. Ајде да зборуваме и за тоа. Милиарди евра странски инвестиции, стабилен пензиски фонд со дупка намалена од 50 на 30%, со систем со континуиран раст на просечна и минимална плата, дури и во време на тешки кризи, кои што сега ги нема, здравствена, енергетска, економска. Со скоро милиарда евра ИПАР програма реализација во поддршка на земјоделството. Со континуиран раст на платите кај лекарите и кај просветните работници. Само да ве потсетам, во првите 2 години од 2018 непосредно до пред почетокот на ковид кризата. Па дури и не цели 2 години од владењето од тој период на моето министерување, Министерството за здравство. Дежурствата се зголемија од 800 на 6000 денари. За 40% порасна платата на лекарите специјалисти. Малтене се дуплира платите кога ќе ги калкулираме и дежурствата. Значи може да има резултати ако сакате да има. Наследија средена држава, стабилни финансии, наследија завршено членство во НАТО со решен повеќе децениски проблем со името и што направија само нешто и некакви празни ветувања. Ете, тоа е моментот со состојбата во
државата. Ниту едно лажно ветување повеќе не поминува на оваа влада. Се освестија граѓаните. Свесни се дека немаат бенефит. Еве една категорија на граѓани, кажете, кој што има некаков бенефит. Работниците, платата просечна им паѓа. Нема зголемување на минималната плата. За 30 милиони евра се намалени субвенциите во земјоделството, кај сточарите, кај генерални трендови за кои вие вчера зборувавте, меѓутоа фактите се дека имаме нагорни проекции од ММФ и од Светската банка кога станува збор за во делот на финансите. Раст на БДП, има стабилизација на инфлацијата со извесен тренд или показатели за понатамошно намалување. Значи одредени економски индикатори се навистина аргументирани во делот на она што го презентира. Тука владата треба да биде честна и бројките да ги аргументира соодветно, а не да се обидува да ја замаја јавноста со некакви проекции. Затоа што треба точно да се каже што и врз основа на што тоа се очекува. Ако ние до крајот на годината сме соочени со ситуација во која што заради разликата во приходната и расходната страна во буџетот ќе недостасуваат 1,4 милиарди евра, нема друг извор освен ново задолжување. До сега за овие години и пол сме задолжени 1,8 милиони евра. Што граѓаните видеа од 1,8 милиони евра? Требаше додат кон општините? Не, Светска банка и ММФ секогаш велат дека задолжувањето за инфраструктурни проекти, капитални инвестиции не е она задолжување кој што е проблем за државата. Задолжувањето за друг тип на расходи е проблем. Растот на бруто домашниот приход се должи исклучиво на високата инфлација. 2/3 од бруто домашниот производ кај нас е структуриран така да оди од потрошувачката на граѓаните. И кога граѓаните повеќе плаќаат за продукти што се поскапи, тоа е растот на бруто домашниот производ. Немајте да мислите дека има некаква реализација на капиталните инвестиции. Па нема да биде ни 50% до краја на оваа година. Тоа не се случило во нашите влади, на СДСМ. Близу 80% беше реализацијата на капиталните инвестиции. Така да, тоа што владата сака да ги замаја граѓаните е лош пристап. Граѓаните треба да знаат дека оваа влада држава ја води во економски амбис. Господине Филипче, кои ви се очекувањата од изборниот ден? Вие во првиот одговор од ова интервју споменавте во делот на оптимизмот за градоначалници, малку поинаку ми прозвучавте во делот на советничките листи поради големиот број на учесници. Колку очекувате сега? Оваа година минатите избори имавте 16 градоначалници. Што ќе биде за СДСМ или за вас успех и победа? Добро, мислам дека се направивме едно прилична, честна, искрена кампања, добравме до огромен број на граѓани, верувам дека ќе го препознаат нашиот позитивен, искрен пристап, дека ќе ги препознаат квалитетите на нашите кандидати и за градоначалници и за советници, па еве, најдобрата анкета ќе биде во недела на 19 октомври. Не давате значи конкретни прогнози. Имате ли договори за соработка со Демократската унија за интеграција и со Левица? ВМРО ДПМН во континуитет тврди дека постои непринципиелна коалиција помеѓу вас за меѓусебна поддршка и соработка против власта. Не, апсолутно не. Еве, демантирам дека имаме било каква соработка или разговор дали дека сме имале за соработка со тие две партии. Што ќе им порачате на гласачите за крај? Остануваат само уште 2 дена до гласањето. Која е ваша последна порака? Мислам дека е многу важно да излезат на гласање. Мислам дека тоа е единствениот начин да влијаат на тоа како ќе се развиваат нивните средини за живење. Видовме како се живее во Скопје, благодарение на борбата, лошиот избор на ВМРО ДПМН, нивните непринципиелни коалиции и откако се скараа со градоначалничката, градот е целосно блокиран. Тука мислам дека огромен греф имаат кон Скопје, кон скопјани, да ништо не е мрнато напред, а и во другите градови кај што програмата на градоначалниците на ВМРО ДПМН не е реализирана ни повеќе од 30%, наспроти нашите градоначалници кои што имаат близу 100% реализирана програма. Така да граѓаните да излезат на гласање, тоа е нивна одговорност. Ние сите бираме во какви средини, во каква држава ќе живееме. Венко Филипче во Тема на денот, благодарам за гостувањето. Благодарам. Компанијата Јофатекс стартува со изградба на нова индустријска зона во Штип на површина од над 50.000 метри квадратни. Денеска беше поставен камен темелник на новата хала каде ќе се произведуваат делови за мебел за западноевропските пазари.
Јофатекс ќе гради нова индустријска зона во Штип, ќе се протега на површина од над 50.000 квадратни метри. Компанијата денеска постави камен темелник на својата нова хала. Таму ќе се произведуваат делови за мебел, кои ќе се извезуваат во западноевропските земји. Целата инвестиција е во 3 фази. Негде до година ова време чекаме да практично ја сечеме лентата, значи да биде готово целиот проект. Ова е почеток воедно и на една нова индустријска зона на Штип. Предпоставувам дека и многу други бизнисмени ќе од Штип, ќе и од околината, ќе пронајдат тука некоја нова идеја за бизнис, односно ќе почне да се развива во делот на индустријата и во услугите и во други бранши овој дел на градот. Вкупната инвестиција е околу 10 милиони евра. Ќе се вработат околу 100 работници. Главном ние примаме профил на вработени кои се високо образовани и многу мал дел, да кажам, со средно образование. Повеќе бараме нешто повеќе технолошки да се развиваме. Не бараме да се развиваме во трудоинтензивните гранки, него повеќе технолошки. Темелите ги освети митрополитот Иларион. На свечената церемонија присутни беа бројни гости, меѓу нив и заменик министерот за економија. Станува збор на вистина за извозна компанија, а приоритет на македонската влада и Министерството за економија и труд се секогаш домашните компании, посебно оние кои се извозни компании. Јофатекс датира од 1998. Денес е европски лидер во трговијата со домашен текстил, текстил за изработка на работни одела, текстил за хотелско опремување, механизми и ногарки за мебел. Јофатекс има свои представништва во Србија, Бугарија, Босна и Херцеговина и Кина. Мартин Арсов, Сител телевизија. Со 500 рози, тага и сеќавања крушевчани ги пречекаат 12 ултрамаратонци кои денеска пристигнаа во Крушево на гумење, каде е вечното почивалиште на Тоше Проевски, македонската и балканска звезда, големиот човек и хуманитарец. Маратонците по 18 пат, колку што години Тоша не е меѓу нас, го почнаа маратонот од Нова Градишка, Хрватска, од местото каде Тоша на 16 октомври 2007 година загина во сообраќајна несреќа. По 18 пат во чест на Тоше, маратонците го истрчаа меѓународниот ултрамаратон од Нова Градишка до Крушево. 12 маратонци истрчаа 900 километри, а во Крушево беа пречекани традиционално со рози. Се заблагодарувам на сите 12 учесници што стигнавме тука да ја одадеме последната почит на Тоше за нивната жртва во вечерните часови, борбата со асфалтот. Годинава свој настап во неговиот спомен дом по повод овој ден. Има голем број учесници како дел од фестивалот Песните на Тоше Проевски, кој што се одржува во Крушево и Битола. Интересно е да се слушнат сите овие талентирани учесници како ги изведуваат песните од Тоше. А ова година имаме учесници од Словенија, од Хрватска, од Босна и Херцеговина, од Србија, од Македонија, од Бугарија. Леп поздрав, дошли смо из Словенија на фестивал и јако лепо е овде. Слушам у Тошета у Словенија, она пева негове песми. Не знам дали постоje riječi koje bi mogle objasniti koliko je on zapravo napravio, kakav je to impakt na kulturu i na umjetnost, ne samo u Makedoniji. Спомен домот останува и понатаму најпосетениот музеј на Балканот. Ние поседуваме над 1000 негови работи од личниот живот на Тоше, но не се сите изложени во музејот. Еден период ги менувавме, но ради причина да се заштитат, сега овој период не ги менуваме толку често. Откако е отворен овој музеј, досега го имаат посетено над 1 милион туристи од целиот свет. За Сител, Дарко Штарговски. Тоа е се во овој дневник. Вечерното издание е во 21, со вас Марија Николовски. Имајте пријатна вечер и останете со Сител.